Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Самовистина. Вечерва во студиото се Александар Трајановски, член на извршниот одбор на ГРОМ. Добре дојдовте. Добро вечер, и мојот колега Љупчо Златев. Добре дојдовте и вие, Златев. Добре најдов. Секако. За почеток би сакала она што е во моментов за жал најактуелно, а тоа е судењето за трагедијата во Кучани, од тоа како се одбива рочиштето, конкретно денеска со проширување на обвинението. Сметаат дека, дел од адвокатите сметаат дека сега обвинителството затаело со својата работа, бидејќи не го добиле, па не можеле да се изјаснат, се одложи и утрешното рочиште. Реално, очекувате ли дека во некој разумен рок, нели, кога зборуваме за правично судење, меѓу другото тоа е и разумен рок да се донесе одлуката и таа да биде правична одлука? Бити, јас не сум правник, лаик сум за право, но сум разговарал со многу видни правници за ова прашање, како новинар нормално. Овде има сериозни проблеми во самата постапка. Првенствено, најголемиот проблем е квалификацијата на делото од страна на јавното обвинителство, каде што буквално сите се ставени во ист кош. Вие не може да го обвините, не знам, Ваљон Сарачини или било кој од тие државни функционери кои противзаконски издавале дозволи, правеле, гледале низ прсти и така натаму, не може да ги обвините за истото дело со сопственикот на објектот, организаторите на настанот и обезбедувањето, кои се директно виновни за она што се случило. Самиот случај, веројатно, барем според она што мене ми го кажуваат луѓе кои се разбираат во оваа тематика, требаше да биде издвоен во неколку паралелни, нели, случаи. Вака ние имаме сега колку се 34 обвинети во една судница, по еден адвокат да се разболи на рочиште, а вие не може да им ги ускратувате процесно тие права, затоа што доколку го правите тоа, потоа Страсбур може да реагира и ова ќе го одолговлечи од една страна судењето, од друга страна ние гледаме постојана една нервоза кај родителите, тоа е нормално и очекувано. Тие луѓе го изгубиле најмилото. И оправдано. Оправдано. Никој не вели дека не е оправдано, но од една страна се крена очекувањата, а од друга страна... Од кого се крена очекувањата? Од медиумите, првенствено. Секундарно од политичките субјекти во државата кои водеа кампања во изминатиот период за ова прашање. Се крена очекувањата, а она што... Очекувањата за што, да бидеме јасни? За пресуди. А она што ќе го имаме како резултат е... Не сум сигурна дека сега некој предуцира дека мора тоа на брзина да се случи. Ние зборуваме да се донесе во разумен рок и правична одлука. Па, што е правична одлука, според вас? Доколку вие им кажете на родителите дека правична одлука е, не знам колку се тамо, 10 години максимум колку што може да добие сопственикот на објектот, тие не би се согласиле со вас. И јас мислам да не навлегуваме ние во такви квалификации, тоа сепак е работа за правници. Кривичниот законник ги дефинира тие работи. И сега обвинителството од една страна... И се зависи каква е квалификацијата на кривичното дело. Од една страна обвинителството ги крева очекувањата, од друга страна намерно прави грешки процесни кои се очигледни. Еве ви уште една грешка. Самата местна надлежност, тука и Врховниот суд има одреден пропуст. Утре ако дојде овој случај до Страсбур, утврдувањето на местна надлежност во Скопје, а не во Штип или Струмица, кои се во иста апелацијска зона со Кочани, може да биде сериозен проблем. И имало претходно случај каде што било сериозен проблем. Да, но мислам дека, сега за тоа каде се одвива судењето, се сметам дека е од аспект на капацитетите на објектите во кои што се сместени судовите. Сака нас дури и основниот кривичен суд не е, да речеме, по сите стандарди, затоа што прво, еве, јас сум правник, имам колеги правници кои што се, например, со некои инвалидитети, например, се има доаѓано до ситуација судски рочиста да се држат во холот или во ходникот доле затоа што не може да се качат. Да, но Александар, утре која... Затоа ви кажам, сигурно... Некоја повисока инстанца ќе ги гледа овие работи, поинаку мерат. Добро, нека ги гледат, дај Боже, да ги гледаат меѓународните инстанции повеќе судски процеси кај нас што се одвиваат, имаат што да кажат и еве, мислам, години наназад, тие меѓународни инстанции кажуваат, даваат забелешки. Работата е како нашите институции, нашите судови реагираат на тоа. Јас во овој случај сметам дека
Оправдана е гневот на родителите, но исто така мислам дека ако сакаме правно да го гледаме овој проблем во наше општество, овој проблем е системски кој што ги извади аномалиите и сите пропусти на еден коруптивен систем кој што функционира децении наназад. И она што јавноста, вклучувајќи ги и политичките чинители кај нас, кои што го свртаа вниманието и го држаа фокусот на овој предмет, беше да видиме како институциите ќе реагираат во однос на исправање на овие неправилности и години наназад воспоставени коруптивни начини на функционирање со твој човек во оваа институција, овој човек во оваа институција. Јас и во претходни гостувања овде кажував дека конкретно за овој предмет и за трагедијата во Кочани, дека освен овие луѓе кои што се опфатени, имаат доволно време во овие 8 месеци да бидат опфатени и дополнителни чинители или инволвирани лица по различни типови на обвиненија. Точно се сложувам дека е малце проблематично што вкупниот број на обвинети во овој случај сите се теретат малтене за едно исто дело. Не малтене, сите се теретат. Сметам дека не го имаат цел. Таму имаме на пример и вработени кои што помагале, спасувале луѓе, ваделе жртви настрадани, помагале да се срушат, да се направи втори излез. Имате луѓе кои што случајно се нашле, но секако во некоја ингеренција, некој документ им се нашол на масата. Они го подпишале и сега истите се теретат за истото дело. Од друга страна па имате медиуми кои што објавуваат комуникации на инспектори од Државен пазарен инспекторат месеци наназад, а токму кога се отвара судењето, дента ние почнуваме или влегуваме во нов бран на апсења и приведување на одредени лица кои што наводно биле инволвирани. А цела јавност, не само Кочани, Штип и регионот, него цела Македонија веќе видоа дека тие луѓе биле инволвирани на овој или на оној начин. Сега, проблемот е што, например, во тој период од 3 месеци, што ако тие луѓе кои што денеска се актуелни по медиумите дека исто така се приведени или се теретат за ова дело, во меѓувреме исчезнали или напуштиле државата. Ние треба да бидеме среќни. Тоа ни кажува на нас дека системот кај нас не функционира и дека и овој случај се води популистички и се гледа да се менаџира демидж контролот на која страна ќе предржи. На некој начин секој и ова ќе биде повторно тренерски. Ајде. Значи повторно се менаџира штетата на кој таз и на која страна политички ќе натежне дека е покрив во ситуацијата. Ме разбирате? Затоа сметам дека во тој контекст ги гледаш и анкетните комисии што се артикулираат на собранието. Мислам дека една стара поговорка вели, ако сакате нешто да не се реши, формирајте комисија. Прво и основно го има кажано. Да. Друга работа е, ако ние политичарите зборуваме дека треба политиката да ја држиме настрана од судството, дали сметате дека во законодавниот еден од најголемите политички домови треба да се дискутираат судски процеси? Да, но тоа е алатка демократска на собранието и на претениците. И порано имало пракса, например, и други судски случаеви да бидат предмет на анкетни комисии и дебата во собранието, но еве, значи свеста на политиката кај нас, дали се уште дозволува овие случаеви и сега, например, да се буквално да се пазариме дури и во законодавниот дом, ајде да не зборуваме само за Кочани, да ги офатиме и другите трагедии од претходно што биле во претходната власт. Јас така го гледам тоа пластично. Јас не сум политичар како мојот соговорник вечерва и може, нели, еве, слободно да интерпретирам. Обвинителството како институција е дел од извршната власт. И обвинителот сегде во светот, дали зборуваме за Европска унија, дали зборуваме за Соединети Американски држави, дали зборуваме континентален правен систем ваков или онаков, обвинителот е дел од извршната власт. Понекогаш е директно избран, како што е во Соединетите Американски држави, а понекогаш се бира на предлог на влада. Да, се бира на предлог на влада. Ние имаме сериозен проблем во изминатите година и пол, затоа што новата влада во Македонија калкулира со разрешувањето на Љупчо Коцевски од позицијата државен јавен обвинител. Значи, таа чува во извршната власт човек кој е избор на претходната власт. И ова создава одредена слика на префрлање на топката, а знаеме какви политички игри се играат позадински и дури со еден ваков трагичен случај некој може да си поигрува политика. Токму затоа, јас не верувам дека луѓето во јавното обвинителство се такви лаици да прават вакви грешки. А Љупчо Коцевски е?
Не мислите дека нападите на дневно ниво од страна на власта не е политички притисок врз судството и еве и таа гранка од извршната власт? Не е дел од судството. Или него ќе го изземеме? Не, Лјупчо Коцевски не е дел од судството. А другите обвинители се поволни или тие што треба да дојдат на местото на Лјупчо Коцевски треба од оваа власт да биде разрешен. Добро, не ли беше треба кажано да оваа завршат власт изборите да и избере државен јавен обвинител по свој избор, за потоа кога ќе има проблем, како што има сега, да не може да дојдеме во ситуација да се префрла одговорност. И да се дига рамење. Значи, токму затоа, власта треба во најскор можен рок до нова Добро, година нели постапката почна да го пред да се разреши случи Лјупчо трагедијата во Коцевски Кочани, па тогаш за нашиот систем да биде функционален. Со Лјупчо Коцевски на таа позиција, ние немаме функционален систем затоа што, пак ќе повторам, може да зборуваат што сакаат милиони извештаи од Европска Унија, милион дипломати кои всадија одредена како да кажем атмосфера дека обвинителството не е дел од извршната власт. Во политичкиот систем во Македонија, обвинителството во Министерство за правда, државниот јавен обвинител е на рангот она што е директорот на БЈБ. Ајде малце да појасним, они не го всадиле, значи они ни наложуваат дека не треба да биде. И тие вие што ги наведовте примери по некаде низ светот, точно е дека обвинителството е засебно. Знаете зашто? Затоа што обвинителите се бират на непосредни избори. Така имате многу поголем, многу поголем и многу поттежок легитимитет. Да не речам на нивото на премиер. Има две опции. Или се бираат на избори директно или политички индиректно. Значи, америчкиот систем, дистрикот. Таму е директно. Да. Но во Германија, да речеме, е индиректно. И повторно власта го избира обвинителот. За да не дојде до ситуација да ние имаше ВМРО ДПМН во спроведува политика. Се сеќавате во Мицковски во опозиција имаше предлог опозицијата да го предлага јавниот обвинител. Еве, можеби тоа би било едно добро решение, па и што ќе направиме после? После уште повеќе ќе се префрла топката кој е одговорен. Видете, кај нас е повеќе од јасно дека се потребни судски реформи, не за џабе. Тоа е у судство. Значи судството е друго. Тоа е власт за себе, паралелна власт. Обвинителство е извршна власт и немојте да мешате. Не ги мешам, само да се докажам, дозволи да завршам реченицата. Значи, и судството, и обвинителството се склоп од перцепцијата на јавноста за правдата. Значи, довербата кај граѓаните и перцепцијата за правда во државата, и овие два органи спаѓаат во мерит системот кој што ја добиваме онаа поразителна бројка од 2% доверба. Ме разбирате? Не е само судството, него и обвинителството. И исто токму ради тоа што обвинителството е се уште извршна власт, дел од извршната власт, токму и обвинителството тактизира во одредени предмети, можеме слободно да кажеме. Затоа, например, некои предмети се чекаат многу време додека се покренат обвиненија или се формираат случаи, додека другите се завршуваат за 24 часа. Се во зависност од притисок дали е од власта или од јавноста. Знаете, да ви го избере вашиот соперник обвинителот, како што е случајот со Лјупчо Коцевски, кој избран од предходната власт. Тоа е нормално, вие го исто како ја вас да ви изберам, како ќе се облечете вечер. Доаѓа вашата нова власт и сега, например, го напаѓа постоечкиот јавен обвинител кој што е избран од предходната власт. И тоа е нормално за вас. Новата власт треба да избере нов обвинител, за да не може после да дојдеме ние во ситуација не сме ние криви, обвинителство е криво. И тогаш од апсолутно идеме у тоталитарно. Не е тоа тоталитарно, тоа е тука има и судски совет и треба да донесе мислење. Судскиот совет е сосема паралелна власт. За обвинителскиот советот на обвинители. Тоа се се кукавички јајца втемелени во нашиот систем уште од времето на Катица Јанева и специјалното јавно обвинителство. Нели беше постапката покрената за Коцевски, ако се сеќавате, па потоа се случи трагедијата во Кочани, па власта кажа политички систем е самостојно, но не е независно. Да, добро, во ред. Чисто постојано слушаме дека ќе биде сменет обвинителот, бидејќи не го испорачал од тоа што од него се очекувало, дека не се правел притисок еве бидејќи бил назначен од минатата власт. За да нема алиби од никого, меѓутоа постапката нели почна, се случи трагедијата, потоа беа изборите, беше најавено дека ќе продолжи по изборите, па да видиме сега што ќе се случи. Па еве изборите се случија, но веднаш потоа се влезе во судскиот процес за Кочани. Еве ако гледаме така, ако е подреден така тајмлајнот, да речеме, на настаните, можеби токму затоа се држи господинот Коцевски се уште. Што го спречуваше власта пред локалните избори? Или во период од овие 8 месеци во ситуацијава секако ќе биде критикувана и да го разрешат, ке речат политички го разрешат, од друга страна ќе држи тоа што вели Златев. 2026 година остане Лјупчо Коцевски на тоа место, тогаш
Тоа е сериозен пропуст од страна на власт. Добро, но пак ќе според мене. кажам, си постои совет на јавни обвинители, тие треба да дадат оценка на крајот од денот и потоа да се тргне со тоа за да видиме што ќе каже тоа највисоко тело, да видиме што во следниот период ќе се случи. Би сакала малку и околу анкетните комисии, сметате дека не треба да се вклучат и останатите трагедии? видите, више- Од аспект не знам јас дали во собранието постои токава демократичност, па партиите ќе ја стават политиката на страна, па ќе се договорат еве и за овие случаи да отворат, бидејќи некакви поуки за тоа како треба да се функционира. Еве видовме и вчера еден од обвинетите, тоест вториот обвинет се уште не отишол на издржување на затворска казна, зборуваме за случајот со Дурмотурс, Нестрика, така и Ласкарци и прво обвинетиот, мислам дека тој е собственикот и тој се уште не на издржување, значи правдата ни во овој случај не е разрешена, но тоа е пак ќе кажам работа на правосудните органи. Сепак мислам дека парламентот како највисок законодавен дом ја има таа демократска алатка да отвори такви некои Може поголеми процеси. плати ако им даде државата на судиите, може ќе отиде тој у затвор. Може се штрајкуваат, па ради тоа не е у затвор, тој отиде, нели бараат се Не ми ја поголеми разбравте плати. поинтата, Златев. Не им се, не, Поинтата, да, ве саркастичен разбирам, сум. Затоа што нели сега наеднаш стана тема колка и биле платите на судиите, а еден судија да речеме зема почетник судија зема тројно повисока Ама еве плата. го слушавме денеска председателот на судски совет вели дека не е само проблемот платата на судиите, дека тука си има и други прашања, нема доволно судии и така натаму. Well-being, нешто, wellness, што Добро. други проблеми има. Добро, не е само... Дали се сведува целиот процес на платата на судиите и обвинителите? Доколку По таа логика пола Македонија не треба на работа, бидејќи никој не е задоволен од судија платите. зема 3 пати поголема плата од еден искусен новинар. Значи, токму затоа ја тука ја завршувам темата како синдикален ред. овакво Мислам дека се представник, сквернави темата но за- има и еден друг проблем. Еве, платата ли е виновна што не е у затвор тој од Ласкарци? Платата е виновна. Повторно се изигрува системот, се наоѓаат некакви повторно. правни... И сега може и он као Сашо Мјалков у Струга ќе отиде да лежи затвор у нешто што е само по себе оксиморон. Отворен затвор. Отворен затвор, знаете. Може и тоа ќе се случи. Не. Добро, не треба би да навлагал се- сега со да. вакви квалификации и вакви паралели. Мислам дека се сквернави темата со барањето за поголем буџет на судовите кај нас. И Која тука- сквернави? Па затоа што се сведува на тоа дека судиите бараат поголеми пари. Не се проблем судиите и примањата на судиите, повеќе на логистиката во судовите кои што се процесираат предметите како и доказите. Тука е мислам дека проблемот и они затоа бараат поголеми средства, значи самите судови како институции, не судиите, нормално дел, сигурно би отишли за зголемување на платите, затоа што би требало да бидат нели едни од некорумпираните и за да не се Да, дешава. Трајановски проблемот е во тоа што таа ситуација не е од денес, од вчера, од оваа влада, тоа Па, било и од тоа е претходни секој влади. буџет, секоја Веројатно се институција провлекува кај тој нас- проблема, не се решава. Да, кај нас е исто така и оваа политичка пресметка, добро пресметена, затоа што судот, нели, сега на оваа власт е во пресметка со судот и кога судот, како и секоја институција, си бара зголемување на буџетот, имаш кросфајр, односно А у исто време метци во спротивна станува страна. збор за институција со 2% рейтинг и вие ако сте политичар да не влезете во таква битка со институција која Ама има не, 2% чекайте, Златев, рейтинг, сега да не тогаш сте аматер. генерализираме, Генерално, да. Добро, ама имаме сега и судии што Контапер, например. тоа е тука се работи за перцепција, за некаков Да. печаток каква е таа доверба во судството. По секој случај, Генерално политички профитирате ако Видете, сте во фајт со 2% некој експлоатира рейтинг, да. темата со 2% рейтинг Да, на сакам судството, да но исто кажам така дека не работи има на голем број на зголемување судии и истото. А обвинители промена кои на што судови- добро на си ја вршат судиите- својата работа. Промена на судиите кои што нели ја стекнале таа доверба од 2% или намалување или зголемување на платата не е темата која што ќе зголеми Да, процентот. на веројатно доверба. можеби треба Тоа да е се направи, повеќе од јасно, треба да се мислам, за нас. направи една анализа кои се тие судски процеси кои што се спорни, Па еве па да сите овие видиме кои што ги зборат за анкетнава комисија, мислам, али затоа ви кажувам дека и во собранието кој што е законодавен дом, еве можеби е демократска алатка, но веруете дека нема да биде демократски нема ништо да искористено, решат него таму џабе ќе таа. биде политичка. Добро, сепак Ќе се губиме носат време, некакви да. заклучоци, препораки кои политичка тоа после преписка го која што спроведуваат, ќе не знам. кажуваат едниве ќе зборат за трагедии за жал што ни се случиле во еднава власт, додека други веќе зборат за трагедии. Па добро, можеби треба да формираат посебна еве трета анкетна комисија, што да превземат институциите и кој е надлежен за одредени области за да не се случуваат пропусти како некакви трагедии што ги имавме во измината,
и еве тоа отвори НСС закон, све се гледа кој е надлежен за видете, све. кај нас Нема потреба комисија да прави комисија која не би се политизирала во крайен случај. Доста полни се законите и сакам да кажам и исполнети. Кај нас е проблемот во непостапувањето, најчесто. Еве и од суд претпоставувам и за ова станува збор за истото. Са не сум ги прател ова, денеска дознав информацијата дека токму за Дурматурс дека не се пратени на извршување на власт, но постои начин како треба да се собере тој човек и да оди во Второ, обвинетиот го не, односно веќе осуден го нема нигде. Тоа ви кажувам. Под тирница е распишан. Истото можеше да ни се случи, како што почнавме емисијата, и со случајот за Кочани, еве ти, во една новинарска куќа ги вади комуникациите со сопственикот на дискотеката во Пулс, со одредени таму инспектори од Државен пазарен инспекторат и УЈП, како си разменуваат сликички од подароци, како кој кога му кажува кога ќе дојдат, кога нема да дојдат, и тоа се случува пред 3 месеци, а ние денеска, односно вчера буквално на отварањето на судот се покренува обвинение и тие луѓе се бараат да бидат лишени од слобода. Мислам, во овие 3 месеци исто и овој можеше да го снима. Затоа ви кажувам, некој темпото кај нас сепак мислам дека политички се менаџира во судските темпо, процеси. знаеш, од друга страна обвинителите. Динамиката еве да речем. Еве сега ќе бидам адвокат на тие кои ги напаѓав до сега, они ќе ви речат, ама знаете, ние за дури да стигнеме до докази, потребно е време, потребно е да се анализира комуникација, па да се најде здрав доказ и така натаму, тие секако имаат и тие своји оправдувања, но суштински она што е проблематично, особено со работите во кои се вмешани државните институции, тоа ќе го видиме и во овој случај, е тоа што со претходните измени на кривичниот законник во државава, голем дел од овие функционери за злоупотреби на службена положба, се намалија и казните. Еве сега, например, ја разбирам и зошто обвинителство па на некој не им стави токму тоа кривично дело, затоа што па е и застарено во многу од случаите. Ако вие сте издале 2014-13 дозвола за ова, тоа е веќе застарено. Да, но тој закон е услов, еве, испорачен беше во последниот извештај, од власта најавуваат дека наскоро ќе се најде и во собраниска процедура. Да се надеваме. И ако се следат и дополнителни измени има исто кидат во насока на олеснување. Затоа што таму мислам точно се наведува кој дел не треба да бидат. Ќе видиме. Значи, видете, кај нас е проблемот што повторно ќе речам непостапувањето, затоа што повеќе извештаи од Европската унија и ратификацијата на кривичниот закон и конкретно во злоупотреба на службената полза ни укажува дека ние имаме сериозни пропусти, дека тој член конкретно представува проблем. Дали сме превземале нешто? Еве законодавниот дом, дали институциите? Не. Кај нас во било која институција за наједноставен предмет да отидете во општината, јас ви кажувам дека 30% од предметите седат и постои основање да не постапување да покренете постапок. Затоа што сите процедури кај нас се ограничени со рокови. Кога што треба да се одговори, до колку време имате рок за жалба, кога можете. Кај нас тука е проблем. Еве баш за лиценциве за дискотеки. Институциите не постапуваат. Баш за лиценциве за дискотеки. Што ги застапуваат. Кога се случува во Кочани, разговарав со сопственици на дискотеки во Скопје. Ја ги прашувам имате лиценца, ми велат не. Зошто? Па вели ние си поднесовме барање, не одговара во законски предвидениот рок Министерството или не знам која институција таму и по она правило за молкна администрација, ние вика толкуваме дека нас не одобрено. И тоа е проблем кај нас, затоа што ние го зборевме исто, значи има децентрализацијата треба многу да се сведе на локално ниво. Еве конкретно од овие работи. Кај нас за дозвола за вршење дејност идете во Министерство за економија, за вршење на децентрализација уште повеќе го оптеретува системот. Елаборат поднесувате во град Скопје и треба општината после на крај да одговара за гласната музика. Ме разбирате? Да. Значи 5 различни институции кои што ланчано никако не се поврзани и на крај никој сите креваат раменици, се може да се реши со дигитализацијата. Не со дигитализација, со децентрализација. Треба, ако знаеме на една општина, на една територија што се дешава, таму треба да се знае која институција е главна за тие процедури. Не може 6 различни институции да ти биде за една дејност. Примери по светот. Затоа имаме несоодветни локали со вршење дејност на несоодветни места. Се отвараат ресторани кај што нема капацитет за паркирање, се отвараат дуќани маркети на главни улици, булевари, па колите ни блокираат улиците, си влага, си пазари у маркет, колата му седи на... Ама некој донел такви одлуки сега и за тоа да зборува или некој не сакал да донесе одлуки за да се средат работи. Ние постојано зборуваме системот, е денес баш возев во километар и пол, преку 150-200 автомобили избројав кои се погрешно паркирани во километар.
И сега ако седне утре да ги собере тие некој, па тука ќе има протести, еве не ни даваат паркинг, ни ги собираат колите. Ама треба и да ги така собираат натаму. колите, ама не само во градското подрачје. Јас истото тоа зборев и во кампањата. Значи ние сообраќајната култура треба да донесеме кај граѓаните до нивната врата, во секој дом, во секоја населба и секоја. Сообраќајна култура само со казни Не се можете носи. вие да вршите подигање на возилата во аеродром центар и евентуално Сега. Карпош, и другите населби, например, оној у Бутел си ја паркира у Радишани колата пред куќа, после ви доаѓа у центар, што очекувате од тој човек сообраќајна култура? Добро, сега да не ги Исто вие во навредиме. Чаир, добро, исто. сепак, Ама не, дали- така е.